Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Нема поспоменуван функционер на јавната сцена во овој период од градоначалничката на Скопје Данила Арсовска. Во актуелниот миг причината за тоа се протестите на приватните превозници во главниот град, а подолг период причина е раскинувањето на политичката коалиција со ВМРО ДПМН и тензијата на релација Данила Арсовска-Христијан Мицкоски. Таа нему шпицен градоначалник, тие нејзе та чела коалиција, а двострано обвинување за корупција. Се во ова ќе биде дел од вечерашното интервју со градоначалничката на Скопје. Со Арсовска ќе разговараме за големите проекти, дел ветени од неа во изборната кампања, дел почнати од претходната локална власт во главниот град. Останете налсат во следниот час за да ги слушнете одговорите на градоначалничката Арсовска. Интервјуто почнува за кратко. Гледате 360 степени. Во генералната најава рековме, наша и ваша гостинка вечерва е градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и на вас и ви благодарам за поканата. Тука барем микрофонот ви е безбеден. Сдруженијето на новинарите и Агенцијата за медиуми денеска реагираат на тоа што секретарот на град Скопје Зоран Глигоров во средата даде изјава, но одбегна да одговара на новинарски прашања. Зошто господинот Глигоров не сакаше да одговара на прашањата од колегите? Може би ова прашање би требало да е за него наменето, меѓутоа во секој случај градот Скопје и самите знаете дека е транспарентен и секогаш сите оние прашања кои што пристигнале до нас биле одговорени, а секако и јас како градоначалник на секоја пресконференција останувам за секој едно прашање кое што е нешто кое што новинарите, меѓутоа и целата јавност сакаат да добијат информација, сум ги одговарала до последно. Така да имате чувство дека сепак треба почесто да ви има во јавност, особено сега кога сте многу актуелни? Не верувам дека некогаш толку многу била актуелна оваа позиција градоначалничка на главниот град, градот Скопје, односно дека досега толку многу била во фокусот. Во секој случај сметам дека да, треба јавноста да се информира континуирано, меѓутоа она кое што го гледаме и во изминатите 12 месеци, многу често ние сме биле во фокусот на јавноста, многу често сме имале пресконференции на кои што за жал меѓутоа не секогаш биле пренесувани сите оние работи позитивни кои што сме сакале да ги истакнеме, затоа што секогаш прашањата кои што се актуелни од аспект на политизирање на процесите кои што ги работиме се повеќе во фокусот. И затоа можеби она кое што е перцепција во моментот не соодветствува со она кое што сме сакале да го пренесеме, меѓутоа секогаш сме тука присутни и јас верувам дека ќе има јавноста можности да дознае да се информира за сето она кое што е нивен интерес, а и преку вас и секогаш кога има таква покана излегуваме во пресвет и се обидуваме да ги разјасниме барем сите оние прашања кои што се неразјаснати. Да, благодарам што ја прифативте поканата секако вечера да бидете дел од 360 степени. Турбулентниот период во Скопје, барем ова последна фаза, да речем, почна со вашата одлука да ги разрешите тогашниот директор на водовод и канализација Златко Перински и секретарот на град Скопје Ѓоко Велковски и двајцата кадри на ВМРО ДПМН. Како што рековте, поради самоволија и сомнежи за влијание во милионскиот тендер за изградба на прочистителната станица во Скопје. Тоа се случи на 12 септември оваа година. 3 месеци подоцна, докаде е постапката за избор на најповолен понудувач на овој тендер градоначалничке, дали знаете? Добро, она кое што јас го истакнав е дека ова е најголемиот екокапитален проект кој што не само се реализира во Македонија, туку и најголемиот екокапитален проект кој што во моментов се реализира во регионот и е нешто кое што е екстремно неопходно не само за градот Скопје, туку и воопшто за Македонија, затоа што со неговата реализација практично ќе се прочистат над 90% од урбаните отпадни води во градот Скопје и тоа е нешто кое што од еколошки аспект, од аспект на заштита на животната средина, ние навистина неопходно да се реализира. И конечно Скопје нема да биде меѓу ретките главни градови кои што немаат прочистителна
пречистителна станица. Апсолутно. Па и меѓу ретките градови во Македонија, многу од големите градови имаат пречистителни станици. Тоа е проект кој што навистина долго време се заговара, исто како и сето ова кое што го гледаме сега во изминатите 12 месеци се отпочнуваат проекти кои што се најавувани и барање на граѓаните кои што биле нешто кое што било истекнувано како потреба да се разреши од аспект на предизвик повеќе од 3 децении, меѓутоа нели нормално во сите овие процеси кои што изминале не било превземено ништо. Еве овој еден процес кој што отпочнал пред неколку години, сега доаѓа во фаза каде што треба финално да се реализира и она кое што јас сакам да го кажам е дека за граѓаните тој проект ќе се реализира. Меѓутоа сметам дека треба да се реализира во најдобар интерес на сите граѓани кои што тука живеат кај нас во Македонија. Можете да кажете во овој момент во каква фаза е, бидејќи беше дојден до момент на евалуација на понудите? Тој беше дојден до момент на евалуација на понудите. Она кое што сега го правиме е разговараме со банките, со Министерството за животна средина и нормално двете институции кои што во практично имаат своји членови таму. Од наша страна беше побарано во првиот момент кога нели нормално имавме одредени индиции дека таму нешто има да бидат сменети оние членови на евалуационата комисија и тоа е сега во својата фаза практично на завршеток, каде што се надеваме дека ќе имаме позитивен ишод, односно граѓаните ќе можат да имаат во свој бенефит прочистување на 90% од урбаните отпадни води. Сакате да кажете дека сепак членовите на евалуациската комисија ќе бидат сменети? Сакам да кажам дека сето она кое што треба да се стори, треба да се надправи за да граѓаните на Скопје имаат пречистителна станица. Ние како град Скопје, Водовод, исто така Министерството за животна средина и просторно планирање и нашите партнери во овој проект работиме да се финализира, односно да биде во насока на тоа да се реализира она кое што е барање на граѓаните и она кое што е практично ветување пред нив дека ќе биде исполнето. Не ми одговарате конкретно, но обвинивте дека ги фативте кадрите на ВМРО ДПМН со рачињата во медот. Прво имаше прашање зошто рачињата не рацете и така натаму, но должите одговор кого фативте со рачињата во медот. Не чувме 3 месеци. Знаете како ние тоа што го имавме како информација, јас го споделив тогаш во тој момент со јавноста, меѓутоа јас не сакам нити да бидам судија, нити обвинител, нити е тоа мојата функција. Она кое што се случи, самите го видовте во Водовод и канализација, во јавното предпријатие, си влегоа институциите, отпочнаа со собирање на соодветната документација и тие се процесите. Бидејќи не може да се обезбеди официјално податок дека било кој од институциите постапува. Ниту ОЈО за гонење организиран криминал, ниту финансиска полиција. Да, биле присутни, значи, во самото јавно предпријатие. Отпочнати се постапките на прибирање на документација за постапување и јас верувам дека треба да се остави на институциите. Тие се оние кои што во овој процес практично се надлежни за сежа на кое што е нивна работа. Вие ќе ги чекате нив да завршат пред да продолжи постапката? Тоа е она што го зборувате? Не, тие треба согласно она ние што го имавме како индиции, по кои што тие постапуваат како допрен глас, да се ги истражат процесите и да се утврдат што и како имало во самиот процес, на кое што е важно за нас, а ние да не дозволиме да настане нешто кое што ќе биде штета по граѓаните и по буџетот пред на градот Скопје, затоа што градот Скопје, не само градот Скопје, тука инволвирана и владата, тука се инволвирани и јавното предпријатие, меѓутоа пред сите овие буџети се буџети на граѓаните кои што ќе треба да се исплаќаат со години пост имплементација на овој проект и јас не верувам дека треба да дозволиме да биде нити злоупотребено доколку постоела таква можност, нити пак да бидат оштетени и граѓаните и буџетот поради нешто. Контра обвинувањата беа дека вие сте се вмешале во постапката фаворизирајќи друга фирма. Турска фирма, дури се споменуваше име на еден господин кој што патеме подпредседател во Сојузот на стопански комори. Тој демантираше, нели? Тој демантираше, да, но тезата беше дека вашиот интерес таму бил затоа што вие протежирате фирма за која што имате интерес таа да победи на тендерот. Знаете како, не сакам да се инволвирам во политиканство, затоа што ова веќе не е ниту политика, тука е политиканство. Јас како поединец, и го кажам тоа во континуитет, единствената поддршка која што имаме, поддршката од граѓаните. И граѓаните можат да видат кога некој сака искрено нешто да направи и се бори со сите оние кои што работат во еден систем кој што свесно не сакаат да го променат 30 години затоа што им одговара. Можев да бидам во комотна позиција и да седам таму на тоа место каде што сум во овој момент и да молчам. Меѓутоа, како што самите вие гледате, немам намера
да седам и да молчам пред нешто кое што не верувам дека она кое што ќе донесе добробит за граѓаните. А дали е тоа така или не, тоа граѓаните го ценат, затоа што гледаат препукувања секојдневни. Да, за сега е збор на збор градоначалнички. Не сме виделе докази ниту од ваша страна. Затоа што тезите таму секојдневно паѓаат во вода. Исто како што тези се протежираат на некакви си пресконференции, црна кампања која што се тера во изминатите 3 месеци, вие можете да замислите доколку јас премолчев на сето ова до ден денес ќе бев најдобриот градоначалник кој што Скопје го видел. Јас излегувам од зоната на комфора затоа што сакам добро за граѓаните. И не сметам дека треба да продолжиме така. И тие беа најдобрите политички ваши поддржувачи и така двострана беше љубовта. Меѓутоа, јас бев човекот кој што се одважи, не се одважија тие. Јас бев оној кој што се одважи, а логиката кажува што сметате вие, дека јас како човек кој што сум единствено во коалиција со граѓаните кои што ме поддржуваат и кои што може да видат позади се ова што се случува, и од другата страна најголемите политички опции во државата, кои сметате дека има реално моќ, капацитети, кои сметате реално дека ги има можностите да влијае на сите овие процеси, особено за она кој што ви го кажа. Затоа што меѓу другото ве поддржа ВМРО ДПМН, да немаме дилеми околу тоа. Апсолутно. Не гласаат сите затоа што беше Данила Арсовска кандидат. Дел гласа затоа што се симпатизери и поддржувачи на ВМРО ДПМН. Најверојатно и обратно. Меѓутоа, кога јас бев во таа кампања, јас не понудив безрезервна поддршка за кој што сака да прави во овој град. Доколку некој сметал дека ќе има човек кој што само ќе седи и слепо ќе се води и ќе подпишува само затоа што некој го поддржал, тоа требало да го каже. Само уште малку околу прочистителната станица. Станува збор за проект тежок околу 136-137 милиони евра, 10 се грант од Европската инвестицијска банка, 68 се кредит од истата банка, 58 се заем од Европската банка за обнова и развој. Рековме за Скопје да не остане меѓу ретките главни градови во Европа без прочистителна станица. Сега, спротивно од ова што вие го зборувате, од Европската инвестицијска банка, во првите реакции од како вие го отворивте случајот, рекоа дека тие немаат сомнежи ниту информации за тоа дека нешто чудно или надвор од правилата и стандардите се случувало во Комисијата за евалуација и напротив, рекоа дека обидите да се ревидира стратегијата за набавки без соодветно оправдување во оваа фаза од процесот на евалуација може да предизвика значително одложување на процесот на набавка и на тој начин може да ја загрози достапноста на средствата. Не, напротив, тоа ништо не е спротивно на она јас кој што го говорам. Ништо од тоа кое што банката, нити ЕБРД, нити Европската инвестицијска банка која што го истакнува, не е спротивно на она кое што јас го говорам. Процесот не е загрозен. Добро. Загрозени се само нечии интереси. А пред се ние сме тука да ги штитиме интересите на граѓаните, Ова на буџетот. реакција значи дека Европската инвестицијска банка не гледала причина да се поставува прашањето на кредибилитетот на Комисијата за евалуација. Токму не, апсолутно тоа не. вие Тоа го беше, поставувате тоа како беше прашање. не, апсолутно. Многу децидно е она кое што Европската инвестицијска банка и ЕБРД го истакнуваат во она кое што тие го даваат како свое мнение. И тоа е многу децизен, тоа е фактографски. Тој не се базира врз основа на нечија желба. И нашата желба и нивната желба е во иста насока. Нити некој тука има конфронтација, нити има нешто кое што излегува од рамките на она кое што е кажано таму. Напротив, некој се обидуваше оние изјави кои што ги има од таа страна да ги спинува и во собствен интерес да манипулира со нив за да си пронајде кривец. Не може овие да се спинуваат, јасни се изјавите. Може ли конкретно да ни кажете дали Комисијата за евалуација се менува? Вака, во овој момент, она кое што ние го направивме и истакнавме, не да се менува, таа беше понудена и беше смената практично, со тоа што директорот на Водовод не ги спроведуваше решенијата, затоа што тој си имаше некои своји идеи, дека треба целата постапка да се тера без ниту основачот на ова јавно предпријатие, тоа е градот Скопје, ниту Советот, ниту било кој друг да има информација за што е она кое што се случува таму. Да, клаузули на доверливост има, меѓутоа ние сметавме дека овој процес треба да е потранспарентен и дека треба јавноста да биде запознаена со што е она што се прави. Перински не сакаше да го верификува, сега го верификуваше новиот директор и таму има нова комисија за евалуација.
Значи, ние во овој момент, како што ви кажав и на самиот почеток, со Министерството за животна средина, градот Скопје и Министерството, покрај членовите кои што се од Министерството и од јавното предпријатие, работиме на заедничко решение со кое што ќе треба овој проект да се реализира. Овој проект во ниту еден момент не бил загрозен. И вие доколку сте ги следеле, а јас знам дека сте ги следеле со сигурност изјавите кои што ги давав од самиот почеток, е дека овој проект ќе се реализира за скопјани. Меѓутоа не парите не се ваши, парите се од банките, парите се на граѓаните, парите не се на банките. Парите се на граѓаните, граѓаните ќе треба да ги плаќаат овие долгови од буџетот. И тоа е нешто кое што апсолутно тие се средства на граѓаните и со тие средства нема играње. Тоа е нешто кое што се прави во интерес за граѓаните со средствата на граѓаните. Кога ќе знаеме дали и кој е избран како неповолен понудувач? Ќе знаеме, ние ќе знаете и вие. Значи јавноста ќе биде навремено информирана за сите постапки. Не ни одговоривте ништо и вие сигурно комуницирате и со меѓународните представници и ние комуницираме и тие велат дека нивен интерес е да видат дека големите инфраструктурни проекти во главниот град се спроведуваат. Апсолутно, тоа е интересот на сите нас. И дека во случајот со прочистителната станица не им е јасно и не знаат каде е сомнежот за корупција. Знаете, како јас имам состаноци со сите од нив и на секој од нив се му е јасно. Јас верувам дека некој работи кога е во процес на разговори, дека треба да се остави процесите да течат и дека треба за доброто и на проектите и на граѓаните да се дојде до крајниот резултат, а тој крајен резултат е да биде поволен, односно да имаме реализација на проект, меѓутоа не по заштита на индивидуални и лични интереси. Или пак политички. Што ако се испостави дека турска фирма ќе победи? Јас не знам што ако се испостави било кој да победи. Ние како град Скопје немавме информација ниту кои се луѓето кои што аплицирале. Еве, ако треба веќе да кажам, ниту директорот на јавното предпријатие, ниту пак било кој друг во овој процес го известил градот кои се понудувачите и кој е оној кој што... Тече информации во медиуми за кои што се сметаше дека се блиски до вас, такви информации за тоа кој се пријавил, каква понуда понудил и така натаму и така се врзуваше со тоа дека... Не течат информации затоа што јас не сум имала тие информации за да протекуваат. Добро, јас не дознав ништо, се надам гледачите дознаа, инаку стварно не ми е јасно. Дали, кога ќе се откочи работата со прочистителната станица, но да не го потрошиме сега цело интервју на таа тема. Сега, кога сме кај сомнежите за корупција, целата гужва околу ЈСП и приватните превозници, деновиве се отвори уште еден случај за набавката на дизел за автобусите за јавното сообраќајно предпријатие во Скопје. На 25 октомври годинава ЈСП има подпишено 2-годишен договор со Пуцко Петрол за набавка на дизел за автобусите на ЈСП. Тоа е огромна количина дизел, договорот е 2-годишен, тежок е, граѓаните да знаат 27 милиони евра. Но градоначалнички има една очигледна разлика во договорот, а тоа е отсуството на така наречен рабат или намалување на цената по литар дизел, кој што ќе фактурира Пуцко Петрол, споредено со договорот од 2020 година. Пуцко Петрол го имал договорот и 20-та, го добива сега и 2022 година. Во тој од 2020-та се согласил за секој литар дизел да засметува 4,8 денари попуст од цената утврдена од регулаторната комисија. Сега таков рабат, таков попуст нема. Зошто? Знаете, како ги гледав, можам да кажам, наедноставно несрикните изјави на некои личности од политичкава сцена кои што покажаа дека ги научиле математичките операции, собирање, одземање, множење и делење на телевизија врзано за рабати и проценти. Убедена сум дека тоа многу добро го знаат да го прават. Меѓутоа, многу е лошо пак и кога ги користите просторот медиумски да манипулирате и да кажувате невистини. Она кое што не се кажува во јавноста е дека прво излегува со манипулација една на пресконференција да кажат дека договорот бил 100 денари, а цената дневна на бензинските пумпи е, не знам, околу 80 на денари. Да. Фактурирањето ќе оди по цените. Фактурирањето е многу едноставно, значи да го расчистиме, да расчистиме целата ситуација со неколку реченици. Во секој договор, тоа било така од почетокот, од кога се знае, од кога се работат практично овие договори во јавното сообраќајно предпријатие, во секој од овие договори, при тоа јас таму не сум одговорна, таму се има лице кој што е директор, кој што работи по процедури кои што се истите, односно не се променети наназад со децении.
Значи, не се менуваат овие процедури, нити некој ги променил, за да може сега некој да кажува, да излегува и да може и да собере, да додава и да манипулира со јавноста. Процедурата е таква да се става референтна цена во моментот која што е малопродажна, на која што практично, доколку се појават повеќе правни лица кои што ќе надаваат, се надаваат исклучиво врзано со работот кој што ќе го понудат и тоа е оној кој што одлучува која од овие компании ќе ја земе понудата. Инаку цената на нафтата, како и колку ќе ја земете, колку ќе ја набавите и колку ќе наточите денеска е регулирана од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Вие не можете да земете нити поскапа, нити поевтин енергенс од оној кој што со цена го регулира Регулаторната комисија за енергетика. Меѓутоа, што се случува? Македонија е во енергетска криза. Добро. Во оваа енергетска криза ние не сме биле кога минатиот пат имало ваква јавна набавка. Тогаш имало повеќе понудувачи кои што се надпреварувале и кои што можеле меѓу себе да понудат различен работ. Едновремено и проблематично е тоа што се бара многу голема банкарска гаранција затоа што се работи за договор кој што е сериозен. Јавното сообраќајно предпријатие практично основниот енергенс кој што го користи се нафтените деривати. Сакате да кажете дека отсуството на конкуренција на тендерот практично ја избришало оваа можност за постоење на работ и на попуст. Тука немал со кого да се надпреварува практично оној кој што конкурирал на тендерот, а јас морам да кажам пак е дека во ваква енергетска криза енергенсот ќе го набавите толку колку што е. Ние се наоѓаме во навистина незавидна ситуација затоа што имаме состојба која што е енергетска криза во која што замислете на јавното сообраќајно предпријатие. Ништо од она кое што му било овозможено во изминатите 30 години денеска не му е овозможено, ниту во овие 12 месеци. Не добива средства, порано добивале 500 милиони денари од владата, па добивале 360 милиони од владата, па добивале 120 милиони денари од владата. За денеска по тој основ да не добиваат ниту еден денар. Ама ова требало да му заштеди на ЈСП, ова што јас го зборувам, а сега нема да му штеди и не станува збор за некаква символична цена. Ние не сме во позиција да преговараме. Која е опција да немате нафта за движење? Видете, што ќе преговарате, со кого ќе преговарате? Станува збор за 14 милиони и 500 илјади литри дизел за 2 години. И сега, да, вие може да обвинувате за весела математика, ама кога таа количина ќе се помножи по 4,8 денари, потенцијален рабат само од последниот договор, се добива сума од 1 милион и 150 илјади евра. Тоа има имагинарен рабат. Вие не можете некого да натерате кога се надава да даде рабат. Ама тој бил реален до вчера, сега не е реален. Меѓутоа, дали знаете што значи да треба да снабдувате со нафтени деривати јавно сообраќајно предпријатие во кое што вие динамиката нити било што во текот на целата година не ви е загарантирано. Тој добавувач имал одредени релации веќе со тоа јавно сообраќајно предпријатие во изминатите 2 години или колку години бил таму, јас не знам. Вие му имате дадено дури и подобри услови за плаќање. Јас ги споредував договорите. Добро, ＪСП да говорам од туѓо име. Било 120 дена. Затоа што сум повикана како некој кој што е практично дел од градот, морам да излезам во одбрана на она кое што не е вистина, а се пласира во јавноста. И што сметам дека е навистина некоректно, затоа што, внимавајте, за многу работи не се зборува како се изнаоѓаат начини да се излезе од оваа криза без ниту еден денар помош од било која институција кои што досега биле давани на тоа предпријатие загубар. Ова предпријатие за прв пат се консолидира сега. Ова предпријатие за прв пат има сериозно функционирање. Ова за што зборувам требало да му штеди на предпријатието. Во минатите 2 години плаќањето одело на 120 дена, сега ќе му плаќате на 90 дена. Не е дека условите се полоши за Пуцко Петрол отколку во претходните 2 години. Референтната цена 100 денари, еве денеска регулаторната комисија соопшти дека дизелот ќе биде 79,5 денари. Условите се онакви какви што ќе дозволат да се пријават правни лица на таа набавка. Би имале против финансиската полиција да го провери овој тендер? Апсолутно не. И треба се да проверат. Значи никој тука не се плаши, зарем вие мислите дека јас како поединец
И како некој кој што го води овој град, дека јас ќе излезам да се борам против сите овие политички опоненти надвор, доколку сметам дека имам нешто да крием или доколку правам нешто кое што не е соодветно, не морав да излегувам од комодитетот каде што бев, само да седев, да молчев и да не ги разоткривав сите овие работи кои што ги правеа луѓето кои што се удираат во гради и сакаат да кажуваат со некакви флоскули дека се многу честни. Јас сега во овој момент немаше да бидам во оваа позиција. Зошто? Затоа што сакам да се смени системот, затоа што сакам оној кој што зборува едно кога ќе дојде во градот, кога ќе влезе да не го прави истото против кое што се борел. Вие имате сега во овој момент некој кој што сака да ме направи мене како личност виновна за нешто, а има 350 лица кои што се во управни надзорни одбори во сите јавни предпријатија, јавни установи кои што практично водат дел од градот. ВМРО ДПМН. Да. Има ли вистина во нивните тврдења дека јавниот превоз во Скопје треба да го преземе бугарска фирма или ајде барем дел од јавниот превоз? Такви се наводите од ВМРО ДПМН неколку дена наназад, дека практично ги истиснувате Слобода превоз и Мак Експрес за да влезе бугарска фирма. Несериозно е. И тоа се потврдува. Вие го гледате дека јавните повици... беше зошто повикот трае 5 недели, ако не е точно дека бугарска фирма треба да влезе. Така беше тезата. Затоа што сакаме да дозволиме на сите оние кои што сакаат да се пријават, односно индивидуални правни лица од Македонија, да можат да ги соберат неопходните документи и да се подготват за да влезат. Вие знаете како, јас сега не сакам да кажам пред време дека оваа теза е навистина несериозна која што се пласира. Меѓутоа тоа ќе се докаже. За 30 дена од сега сите ќе знаат кој лаже, кој излегува на пресконференции и кажува невистини. Сметам дека на целата јавност дури и сега им е јасно, меѓутоа знаете како е. За политиканство никогаш на некои личности нема ниту да им биде доволно, ниту пак ќе сметаат дека во овој момент не смеат да си дозволат да немаат противник или непријател. Јас сметам дека доколку тие самите како личности има опонент во владата, дека сега таму ќе се расправа за теми кои што се горливи и ќе се расправа за работи кои што се од национален интерес, доколку сакаат да претендираат да кажат дека оваа држава може нешто да биде подобро. А немаше јас да им бидам главниот опонент. И тоа многу кажува за личностите против кои што во овој момент се борат. Колку пријавен има на јавниот повик за избор на приватни превозници на линиите 20 и 22? Знаете? Таа што тука е објавена. Добро. И си има рок. Во тој рок ќе си се пријават сите овие приватни превозници кои што сега во овој момент беа ставени во ситуација, во фаза во која што никој не требало да ги доведе и да ги стави. Тоа беше една екзибиција практично на политиканство, каде што прво го злоупотребувате правото на протест, прво ги злоупотребувате овие луѓе кои што работат и се борат за леп. Пред се морам да кажам дека го поддржувам правото на протест, меѓутоа граѓаните не се должни да го трпат тоа што се случува. И сега ги гледате истите оние личности кои што ги иницира овие протести, истите овие личности кои што практично доведоа до тоа да им се раскина договорот. Тие го раскинаа договорот со градот Скопје затоа што прекинаа да ја вршат јавната услуга за граѓаните повеќе од 2 дена поред, односно да не речам веќе цела недела поред. Ги раскинавте, сакате да кажете дека причините се кајнефи. Договорот е дециден. По автоматизам се раскинува доколку престанат да возат повеќе од 2 дена. Јовановски Ленин го видовме со изјава во истиот момент кога секретарот на град Скопје ги повикуваше и велеше дека има многу заинтересирани на повиците за приватни превозници во градот, како вели дека еве сме ние овде, еве ги луѓето кои што возе, а никој нема да се пријави на тој повик. Времето ќе покаже. Дали сето ова ќе биде доволно за да се обезбеди соодветен јавен превоз за Скопјани, бидејќи и вие ги слушате сега поплаките кои што стигнуваат за ненавремени линии, за доцење на автобусите, за гужви, метежи во нив и така натаму. Скопјани во овој момент немаат соодветен јавен транспорт. Нема затоа што некој го блокира градот. Ама вие сте на чело и треба да се потрудите тоа да го решите. Доколку било кој смета дека за предпоставени некакви доверителски односи, дека треба да си дозволи некој да излезе да го блокира цел град. Нормално дека ќе имате застој во сообраќајот, па доаѓаат еве странски делегации, има застој во половина град во сообраќајот, па затоа јас не сум виновна, нели нормално. Должи ли колку ЈСП на Слобода превоз и на Мак Експрес? Знаете како, ние од првиот ден бевме транспарентни врзано со сумите кои што се исплатени.
Јас видов луѓе вчера кои што на телевизија кажаа дека по 3-4 месеци не им било исплаќано, а граѓаните треба да знаат дека јавното сообраќајно предпријатие има договор само со едно правно лице. И на тоа правно лице му се исплаќа континуирано. Сега да не ги покажуваме веќе секојдневно исплатите кои што се правени на тоа правно лице. Тоа правно лице, кога и како ги исплаќало овие лица на кои што им се долгува, ние тоа не знаеме. Меѓутоа, она кое што сакам да го кажам е дека до средината до 8-11, до кога не почнаа сите овие закани, уцени и сето на кое што успеавме да го извидиме во изминатиот месец, редовно си беше плаќано од страна на јавното сообраќајно предпријатие до тоа правно лице Слобода превоз. Има долг Зошто сега? и со која ЈСП. цел се прави? Ете, ние ги повикавме. Доколку имале долг, зошто не си се среди тоа по институционален пат? Ама и вие знаете институционалниот пат кај на што значи. Месеци и така натаму, тоа на крај може да значи затворање на некоја фирма. Ако вие влезете по судски пат да наплаќате некаков долг, Знаете како, меѓутоа и ние знаеме колку и како се исплатиле средства и сметам дека и ви тука институциите си имаат начини да си постапат и да си се види каде е она кое што е вистина во моментот. Од аспект на она кое што го видовме сега, дека оној кој што ја направи целата збрка, веднаш или одеднаш си се повлече од целата таа состојба, сакајќи да се изолира, доволно кажува тоа. Ниту еден од овие луѓе кои што таму кажуваат дека сакаат честно да си го заработат лебот, нема да дозволиме да остане на улица. Меѓутоа, некој да манипулира, некој да тера политика преку нив и некој да се обидува да му наштети, да го парализира градот, тоа нема да го дозволиме, особено не со закани и суцени. Тоа можеби, ќе ми извините, и го видовте со онаа блокада и за прв пат немање на јавен превоз 4 часа во текот на еден ден, за 3 дена наводно доцнење на плата. 3 дена. Многумина гласаа за вас затоа што ветивте целосно бесплатен јавен превоз. Сега во ваква хаотична ситуација не знам колку е реално да ве прашам. Ќе го остварите ли ветувањето и кога ќе го остварите? Има многу фактори кои што се сега во игра. Прво, бројните обструкции кои што ги гледаме, меѓутоа, она кое што е ветено во програмата, јас си кажав од самиот почеток дека ние целата програма планираме да ја реализираме. Голем број на проекти дури го надминавме она кое што го имавме како очекување во делот на процентуална реализација на проектите кои што сакаме да ги испорачаме на Скопјани. Она кое што не го знаевме, ниту можевме да го предпоставиме пред 12 месеци дека ќе се соочиме со ваква тешка енергетска криза, во која што енергетска криза ние имаме загубер од кој што му се повлечени голема сума од средствата кои што досега биле дотирани од страна на владата за студентите. Повлечени се голем дел од средствата кои што биле давани од аспект на тоа да ова предпријатие биде одржливо. И сега во овој момент ние се бориме со криза. Да го консолидираме јавното предпријатие и се бориме со криза. Кога ќе се надмине кризата, ќе се реализира се она кое што било ветено за граѓаните. Но досега не видовме ништо ниту од набавката на нови 250 еколошки автобуси. Во минатата година буџетот кој што го имавме, значи јас верувам дека вие знаете дека дојдов некаде во средината на ноември месец на оваа позиција и тогаш веќе имавме готов буџет кој што практично имаше многу малку можност за било какви интервенции во истиот. Тој веќе беше изготвен и доставен во одредена форма во која што не можевме да вметнеме нешто кое што би можеле да на таков начин го реализираме. Оваа година и се надевам дека и апелираме едновремено на конструктивноста и на советниците и практично на сите оние кои што би требале конструктивно да работат во насока на тоа да го реализираме сите она кое што е ветено пред граѓаните, да ги поддржат. Во буџетот колку набавка на колку еколошки автобуси? Она кое што сакаме да го предвидиме е да се отпочне со она кое што е реализација на овој ветен проект пред граѓаните, а тоа е да отпочнеме со оние еколошки автобуси кои што ги ветивме. За дел од нив, тоа го кажав и претходно, оди на етапи затоа што потребна е и неопходна инфраструктура за истите. Вие самите знаете. Да дојдат во 2023? Имаме повеќе проекти кои што течат едновремено.
од еден од проектите веќе имаме практично добиено неколку, односно одредена сума на средства кои што ќе одат и кои што ќе се предвидат за екоавтобуси. Исто така имаме дел од проектите за јавниот превоз кои што едновремено паралелно течат со поддршка на Европската унија. Она кое што би сакале ние како град Скопје да го реализираме е барем 50 нови екоавтобуси да имаме дополнително на ова кое што го имавме за во оваа година за реализација. Во добрите со Мицкоски, тој најуваше набавка на еколошки автобуси преку грантови, преку донации. Што беше тоа? Може да ни објасните? Ќе го прашате тоа Мицковски. Ама и вие тогаш ја поддржувавте таа идеја, велевте дека е одлична идеја. Јас кажав дека се она кое што е проактивно и кое што е во насока на тоа конструктивно да придонесе за граѓаните, дека е добро за граѓаните. И без разлика од кога и да дојде добра идеја, сметам дека треба да се поддржи. И сега идејата на Мицкоски е адакта? Па не е адакта, не видовме ние никакви грантови, никаков проект. Ако видите, ќе поддржите? Се што е добро за граѓаните ќе поддржам. Јас на мојот претходник сите проекти кои што се добри ги продолжив. Нема зошто било што е од интерес на граѓаните да не се направи. Кога го споменувате Шилего, во која фаза е проектот за Bus Rapid Transit, брз автобуски превоз во Скопје? Тој беше иницииран од претходниот градоначалник, вие го наследивте. До овој момент остана нејасно што навистина ќе правите. Со него дававте изјави дека со ЕБОР, Европската банка за обнова и развој, преговарате, разговарате за некакви модалитети во тој проект. Што значи тоа, може ли да ни кажете? Прво, дали проектот ќе се реализира? Веќе сме во финална фаза, значи верувам дека отприлика за 2 недели од сега ќе имаме веќе и нешто кое што е решение од почнување. 2 тима веќе оформивме, ова уште од пред некои 5-6 месеци, кои што работе активно на тоа, одредени предизвици кои што се затекнати во овие проектни решенија да се елиминира, затоа што знаете како јас и кажав дека ништо нема да прекинувам кое што е добро за граѓаните, меѓутоа исто така не можам да продолжам нешто кое што оди на штета на граѓаните. Значи Bus Rapid Transit ќе се реализира? Не, вака ќе се реализира решение кое што е подобрување на инфраструктурата и кое што е подобрување на автобускиот превоз во градот, меѓутоа она кое што како проект беше таму понудено, имаше 3 опции, од кои што едната опција која што во тој момент тогаш актуелниот градоначалник практично најавуваше, предпоставува и некои измени законски кои што претходот на нив одредени студии кои што за жал ќе им треба повеќе години за да се реализираат, а едновремено треба и изведба на одредени градежни зафати кои што исто така ќе требаат по 5 или 6 години да се реализираат, меѓу кои што нели треба студија за главниот цевковод кој што го снабдува градот Скопје, односно целата онаа водоводна мрежа која што оди по Партизанска, треба исто така изградба на нов мост Обединети нации, доколку во тој практично дел од проектот би се реализирал на тој начин. Значи има многу работи кои што требаше да се ревидираат тука и како предизвици да се отстранат за да може нешто да се реализира, а да биде веднаш, затоа што и вие самите гледате што ни се случува во јавниот превоз. На граѓаните сега им треба решение, не им треба за 5 години од сега. Ќе има БРТ во верзија на Данила Арсовска. Ќе има реформиран практично автобуски превоз, јавен транспорт, кој што ќе биде најдоброто решение за скопјани. Ќе биде БРТ. Па сега Добро. Зошто не сакам да квалификувам и да кажувам во која форма и како ќе биде, затоа што и самите ќе видите и ќе ви го презентираме она како што ви напоменав, што кое како решение го решивме. На почеток го отфрлавте целосно. Зошто од општините во Скопје, поточно од градоначалниците, со барање врз основа на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, барате да ви достават, само да го најдам барањето, информација во форма на пишан извештај за сите исплати кои општината конкретна ги има кон физички правни лица за цела 2022 година со износот на средства кои се исплатени, како и сите доспеани обврски на општината оваа година. Велите, оваа информација ја бараме од причина што граѓаните треба да знаат и да се информирани каде се трошат нивните пари. Исто така им барате да ви кажат и што планираат за 2023 година. Зошто вака комуницирате со градоначалниците од Скопје? Не комуницираме ние така со градоначалниците од Скопје. Прво, ова личи повеќе како не знам, новинар да се обрати, опозицијска партија да се обрати со вакво барање, а не градоначалничката на Скопје. Морам да кажам дека како град Скопје сакаме да бидеме прагматични и пред се сакаме да го заштитиме она кое што е практично јавен интерес,
од она кое што се обидува некој преку политиканство да го наметне во јавноста и да манипулира со оние податоци. Ние добивме вакво барање до градот Скопје од одредена опција, која што практично сака да наметне одреден наратив, и ние истото барање го проследивме до сите градоначалници, да видиме како секој од нив ќе го одговори истото она кое што се обидува некој на нас да не го наметне како град. Не си враќаме, него едноставно сакаме да нема двојни аршини за ништо. Доколку нешто се обидува и како наратив, и како желба нечија, и како барање да се наметне на градот, треба истото да се има и да се добие и како информација. Како сознание, како комуницирате меѓу себе. Не е тоа комуникација. Колку пати досега го имате свикано координативното тело на градоначалниците? Па сигурно 6-7 пати го имаме свикано координативното тело на градоначалниците. Тоа треба да заседава најмалку еднаш месечно. Зошто не го свикувате еднаш месечно? Пред мојот мандат во изминатите 4 години ниту еднаш не бил свикан во 4 години. Така да ние го свикуваме согласно динамиката која што ни дозволува едно време да имаме и состаноци на ЗЕЛС, каде што и таму голем број од градоначалниците кои што се практично во координативното тело учествуваат и во тие органи. Меѓутоа и пред се гледаме да одговара динамиката на свикувањето на телото прво на потребите кои што се бараат од страна на градот и од страна на градоначалниците и да имаме теми на разговор на кои што би требало да таму се дискутира и да се разговара. При сам крај сакам да ве прашам за еден друг случај. Христина Стојановиќ, извршна директорка на Сојузот на стопански комори, пријавила во полиција дека е вршен притисок да ја напушти позицијата таа и претседателот на Сојузот на стопански комори, патем тоа е организацијата од која вие дојдовте за градоначалничка на Скопје. При тоа во пријавата сте споменати вие со име и со презиме за тоа дека животот ќе стане пекол, да престане да го прави тоа што го прави, а контекстот во кој што е дадена изјавата е наводно нарачена ревизија за работата на Сојузот на стопански комори за годината во која што вие сте претседателка. На крај факт е дека видовме снимки дека колата на Христина беше запалена. Ова е лош контекст во кој што се споменува вашето име, градоначалничке. Знаете како, јас црна кампања и политички манипулации гледам повеќе од 12 месеци. Ако не и 14-15 месеци. И тоа е очекувано. Повторувам, значи јас никому тука не одговарам нити начинот на кој што се обидувам да ги сменам нештата, ниту реформите кои што се обидувам и да ги наметнам и да ги спроведам. Прва институција е градот Скопје кој што отпочна со процес практично на ветинг и нешто кое што, да повторам, никому не одговара. Прва институција е градот Скопје кој што отпочна со процес на разрешување на оние вработувања каде што луѓе со години не одат на работа, а за тоа земале плата од градот Скопје и од институциите. Пораки со ваква содржина од тебе, порасипано створење од животот не сум да ви видела. кажам нешто. Не сакам да навлегуваме и да дискутираме работи кои што се предмет на политичка пресметка и манипулација. Значи не сакам да дискутирам за работи кои што се предмет на политичка манипулација. Значи, овие се работи кои што сите оние кои што во изминатите 12 месеци ги прават, ги пласираат и ги пуштаат и ги протажираат низ јавноста, нормално е дека наидуваат на отпор од оваа страна и се обидуваат да креираат се и се што. Ниту еднаш не се постапило по заканите кои што ги имам по собственото, по моето семејство, ниту еднаш не се постапило по заканите кои што ги имам по мене. Лидер на политичка партија излезе во медиум и кажа дека нема да го дочекам да го завршам мандатот кој што сум го започнала. Се добивам закани и по собственото дете. И ова кое што го прават, верувам дека е крајно несоодветно и затоа го критикувам и го кажувам како политиканство, а не како политика. Завршувам, ајде завршиме с убаво. Ке се украсува главниот град. Далеко е од убаво тоа што некој се обидува да се пресмета со некој кој што не му одговара. Ке се украсува главниот град. Да, ќе се украсува главниот град. Во рамки на нашите можности, во рамки на оваа криза со која што сме соочени. Предвидувате пречек на нова година? Да. Нормално. А може да откриете нешто сега или? Па кажавме за сите оние кои што се обидуваат да добијат оваа информација, дека ќе имаме една посебна пресконференција на која што ќе сакаме да ги истакнеме сите оние работи кои што ќе се одвиваат не само со новогодишното китање, туку и со програмата која што планираме за Скопјани за новогодишната ноќ. Верувам дека е нешто кое што треба да биде
информација која што ќе споделиме со целокупната јавност во детали. Добро, благодарам што бевте дел од 360 Ви степени. благодарам и на вас. По паузата е саботажата. Комоцијата сватена како отсуство на желба да се стави трн во здрава нога, подкрепена со агресивната негативна селекција, во која приматот им припаѓа на медиокритети и членови на клиентелистичката каста, придонесе за таков расплет кој во целост ја компрометира довербата, како клучна одредница на пренесениот суверенитет. Јас мислам дека веќе искусните кадри, луѓе со интегритет, тешко се одлучуваат да се нафатат на било која функција. Од таква ситуација сета власт им се препушта неизданоците од партиските расадници, дури оние од лево, кои на големо се декларираат како политички мајки Терези. Признаваат дека посегнуваат по таа алатка со која наместо да се подига, државата се разградува во темелите. Дали покрај директорите имате по партиски листи вработувани луѓе за Имаме професионални позиции? 30-40 луѓе, 50 максимум да се, ама се по меридит систем. Значи не сме партиски се, ама мерит се. Оправдувањето дека се познава работата или некоја формална квалификација според уставот и законите се соочува со очеболието кое го предизвикува впечатокот дека се прави единствено според заслугите, приватни или групни, па наместо да водат вистинските, начело се измислени авторитети. Тоа е нешто како во болница медицинска сестра да е директор и главна на клиниката. Не држи. Како што не држеше ниту за Абази, ама Башич не држи ниту за новата председателка на судскиот совет. Иако оправдувањето дека сликата не е доказ, не е ниту во минимални рамки на одржливост, инфантилно звучи аргументот дека тоа може и да не е таа. Таа фотографија не може да даде впечаток дека или од било која фотографија да се стекнува впечаток дека сум дел од лицата што се присутни на фотографијата. А што не смее да им се верува на собствените очи, туку веќе не смее да се има доверба ниту во собствената рака. Кој знае што таа шкрабала по некои документи кои те забелја и исчезнали, наместо тоа да го прават институциите, според поранешниот министр за правда. Криминалот треба да го гонат новинарите. Господине, значи вие не сте ги примиле документите, ама можеме да ги ставиме подпис. Најдете вие. Ама како да најдете подписите? И јас да трчам, не сум истражител ја. И на крајот, за злодевниот ветинг наратив кој го протежира токму партијата кој им кумувала не само на овој, туку и на многу процеси кои биле под лупата на јавноста, ама не добиле завршница. Ветингот во основа е крпеница. Тоа е поправка на веќе постоен систем. Не знам дали сме ние во фаза во која можеме со фластери да го поправиме системот кој е суштински болен. Можеби ни треба подлабок рез. Доста беа крпеници, фластери и парацетамоли. На државата, на системот, за да преживее, му треба сериозна хируршка интервенција. Завршуваме, се гледаме повторно в понеделник од 22.